360 степени во февруари годинава објави дека владата изградила дивоградба. За бесправно градење во центарот на Скопје одамна има пријава против владината служба за општи и заеднички работи. И тоа за диво изградена улица и диво поставена ограда. По пријавата од комшиите, градежен инспектор на општина Центар констатираше дека оградата и рампите се поставени без одобрение, па Созара доби решение за нивно отстранување. Директорот призна дека граделе спротивно на важечкиот детален план, но не и дека се огрешил пред законот. Кога ќе дојде реализација на деталниот план, како што кажав, ние ќе ја трнеме оградата и рампите, ќе ги вратиме ономо каде што се предвидени во проектот. Набрзо рушење на оградите и рампите најави лично градоначалникот на општина Центар. Временски тоа би значило од прилика месец дена. Од прилика месец дена до кај негде март да се спроведе целата постапка за рушење, доколку меѓувремено не ги отстранат Созара самата рампа. И покрај најавата, рампите и оградата беа отстранети не во март, не во април, не во мај, туку во јуни. Ни тоа не траеше долго, бидејќи деновиве, наспроти сите решенија и ветувања, незаконските рампи се вратија. Од Созара признава дека ги ставиле тие, но сега имаат друго оправдување. Ова е зградата во која е сместена и со која управува владината служба за општи и заеднички работи или Созара. Ова е дивиот влез што од булеварот Филип II Македонски води во уличка што завршува во подземната гаража на зградата. На хартија, според деталниот урбанистички план за оваа локација, пристапот до зградата на Созара е од така наречената Адвокатска улица. Во реалноста пак, влезот и натаму е од другата страна. Спротивно на законот, изградена е уличка која преку тротоарот за пешаци излегува на булеварот. Диво поставената ограда сега ја нема, но пристапот повторно е ограничен со рампи. Градоначалникот на Центар Горан Герасимовски уште во април годинава за 360 степени најави дека проблемот ќе се реши со планираната реконструкција на Адвокатска улица. На тој начин пристапот кон Созара не би бил преку диво изградената улица од булеварот, туку од другата страна. Разговарано е многу пати и со директорот на Созара, како што и со нашите инспекцијски служби. Дополнително таму имаме добиено средства од ТАФ, ќе се прави улицата. Брзаме што побрзо да ја отпочнеме истата продолжува и на тој дел што го има Созара и асфалтирано, и со отпочнување на улицата ќе се отстрани оградата која што е поставена од страна на Созара. Речиси 8 месеци подоцна од оваа изјава на Герасимовски, дојде време за реконструкција на Адвокатска улица. Но според она што може да се види на терен, не се гради пристап до зградата на Созара согласно деталниот план. Погледнете на колку пониско ниво е Адвокатска улица, а колку повисоко издигната спорната уличка што води кон подземната гаража на Созара. Очигледно е дека на пристапот овде, како што предвидува деталниот урбанистички план, барем за сега не се работи. Дека спорната уличка не е предмет на поврзување со Адвокатска улица, за 360 степени во телефонски разговор потврди изведувачот Вардар Градба. Но, иако на терен не се прави пристап кон зградата на Созара, како што предвидува деталниот план, владината институција ја искористила реконструкцијата за да се ги врати рампите на дивиот влез. Вела дека постапиле врз основа на одобрение за измена на режимот на сообраќај од град Скопје. Дополнително од страна на изведувачот на работите кои се предмет на напред наведеното одобрение за градба Вардар Градба, до службата е доставено известување од 18 октомври 2022 година во кое сме известени дека заради реализација на реконструкцијата на Адвокатската уличка, во чиј склоп влегува и предметната сервисна улица број 3, имаат добиено одобрение за промена на режим на сообраќајот од надлежната институција град Скопје, согласно кој режим предметните улици меѓу кои сервисната улица број 3 ќе бидат затворени и нема да има услови за користење на истите додека трае изведувањето на работите, од која причина заради безбедност на сообраќајот укажуваат за преземање на потребни активности за овозможување на безбеден пристап до објектот. Освен дозвола од град Скопје, тврдат од Созара, сега имаат известување и одобрение за градба на рампата и од општина Центар. Па побаравме објаснување во локалната самоуправа зошто ги издале овие документи и како тие може да бидат основа за враќање на рампите на улица што ја нема во ДУП-от. Одговорот не го добивме во форма на интервју како што баравме, туку како писмен став во кој општината се повикува на МВР.
Согласно решението издадено од Министерството за внатрешни работи за измена на режим на сообраќај, истите се поставени на локации каде што член 2 став 2 од одобрението за измена на сообраќаен режим вели: при изведување на градежните работи, изведувачот е должен да обезбеди нормален и безбеден сообраќај за сите учесници во сообраќајот. Од тој аспект, општината се грижи за сите учесници во сообраќајот и за истата улица преземени се сите безбедносни мерки, со што не се доведува во опасност животот на учесниците во сообраќајот. Иако на терен не изгледа дека Адвокатска улица ќе се поврзе со објектот на СОЗР како што предвидува деталниот план, од Општина Центар посочуваат дека улицата се гради согласно ДУП-от. Но во писмениот одговор нема наведено кога би се поврзале двете улици. До тогаш останува овој на некој начин временно легализиран див влез во зградата на СОЗР, во која има повеќе државни институции. А останува и прашањето, каква порака до граѓаните испраќаат државните институции кога и самите поставуваат па отстрануваат, градат на диво па привремено легализираат.